Добро вечер. Почитувани сограѓани, најпрво мора да констатираме дека иако изминаа цели 5 дена, раководството на Комуналец не се одржи да даде одговор на одредени прашања кои беа опатени во врска со одредени случувања во јавното предпријатие. И тоа не заради нас од СДСМ, туку заради јавноста, која треба да ги знае одговорите на поставените прашања. Но без разлика на се, ние од СДСМ, како одговорна политичка партија, и понатаму ќе продолжиме да прашуваме преку пресови или на совет за прашања кои ги засегаат граѓаните на општина Гевгелија. Така вечерва ќе го запрашаме актуелното раководство на Комуналец по која логика и без одлука на совет на општина Гевгелија почна да испорачува сметки за месец јуни со вклучена ѓубретарина во одредени населени места. Именно, во одредени населени места граѓаните добија сметка од ЕПД Комуналец во кој за прв пат е вклучена ставка ѓубретарина, услуга која тие не ја добиваат. За разлика од жителите на градот Гевгелија, тие се во дискриминирана положба и се доведени во ситуација да плаќаат за нешто што не го добиваат како услуга. ЈПД Комуналец Гевгелија има опрска на жителите на градот еднаш, а во летниот период и 2 пати неделно, да го собира сметот од кантите за ѓубре од нивните дворови. И тука нема ништо спојано. Доаѓа возилото од Комуналец, го собира сметот од дворовите и за тоа на крајот на месецот испорачува фактура. Спорно е, зошто од претходниот месец тој им се наплаќа и на жителите од населените места. До нивните дворови не доаѓа возило на Комуналец, туку тие се должни сами да го однесат ѓубрето до одредени контейнери поставени во селото, при тоа некои пешачејки и по 200 метри. Па зарем за тоа треба да плаќаат? Зарем тие не заслужуваат исто ниво на услуги со жителите на градот Гевгелија? Или пак на Комуналец им требаат пари? Попрво ова второто, бидејќи во Комуналец парите отидоа за плати на партиските знаменосци, за судски спорови, за прековременна исплата на истите, за луксузирање. Па нормално, недостига пари, иако пред 4 години ја покачивте цената на водата, а тогаш се колневте дека тоа го правите за да го модернизирате предпријатието и да ја подобрите услугата на граѓаните. Почитувани господа од власта, од тоа нема ништо. Како што тргнавте, напасте Комуналец да го направите заговор. Затоа, со овие наши укажувања, сакаме да ве предупредиме дека ние сме тука, како ваш коректив, ќе реагираме на сите ваши пропусти, сега и во иднина, бидејќи вашето работење ги засега интересите на сите наши сограѓани. На крај, уште еднаш го порукуваме градоначалникот да се вклучи во разрешување на властените проблеми во ЈПД Комуналец, бидејќи граѓаните не ги интересира дали во Општинскиот комитет на ВМРО се раскарани или не, дали советниците од ВМРО откажале послушност на градоначалникот или не, туку нив ги интересира за парите што ги плаќаат да добиваат поквалитетна услуга. Сосема за на крај, една молба до почитуваниот градоначалник. Господине Франков, пред 2 години во гевгелијски магазин на насловната страна објавивте слика со новиот лик на центарот на градот, насловена како проект Гевгелија 2014. Денес е лето 2014. Од градежните активности нема ништо. А бидејќи на одредени наши сограѓани меморијата им е изгледана, ве молиме во наредниот број на гевгелијски магазин кој го издава општината да ја поновите сликата за да си ги освежите мемориите. Верувам дека ќе се сложите со нас. Една слика или да зборим. Благодарам.